За околу 500.000 работници недела ќе биде неработен ден, а оние што ќе работат во недела треба да добијат повисока дневница и слободен ден. Исклучок од ова решение ќе бидат 34 дејности кои ќе работат и во недела, предвидува новата регулатива чии детали ќе се прецизираат во текот на неделава. Она што треба да ги радува граѓаните е дека недела е неработен ден и ден на неделен одмор. Ова е формулацијата што е дефинирана меѓу синдикатите и организацијата на работодавачи. Ќе има исклучоци 34 дејности и дејностите кои се поврзани со основните дејности. Оние кои ќе работат во недела ќе треба да бидат платени според колективните договори потпишани во секоја гранка и да добијат дополнителен ден одмор, вели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Се уште се разговара дали слободниот ден ќе треба да биде искористен веднаш во наредната работна недела или до крајот на следната, како и за висината на неделната дневница. Исклучок од законското решение за недела да биде неработен ден се дејностите кои се неопходни за непречено функционирање на општеството и дејности во кои е неопходно одржување на континуитет на работниот процес и се однесуваат на снабдување со вода, отстранување на отпад, сообраќајот како копнен, така и воздушен и воден транспорт, социјалната и здравствена заштита, пожарникарската служба, царинската служба. Министерството за труд и социјална политика во недела ќе работат сите видови транспорт, угостителскиот сектор, болниците, медиумите, противпожарните служби, бензинските пумпи, трговијата со струја, телекомуникацијскиот сектор, погребалните услуги, комуналните дејности, зоолошките градини, музеите и други дејности кои допрва треба да се дефинираат. Што се однесува до трговската мрежа, предлог законот предвидува да работат само трговски објекти со површина до 200 квадратни метри кои се во рамките на бензинските пумпи, на граничните премини, на аеродромите, на автобуските и на железничките станици.